Молдавецот офанзивно, гледате, е убав зафат. 3 поени. Покажани 3, но веројатно таму. Делегатот на Фила покажа 1. Но репрезентативот на Молдавија покажа наистина еден врвен зафат. Ке бидат интересни овие борби, почитувани гледачи, затоа што во овие категории, односно во сите категории до нова возраст, до 20 години, некако по квалитет изедначени представниците, 25 земи учеснички, 186 борачи. Сите тие потенцијални кандидати за следната Олимпијада 2000 година во Австралија. И натаму со атаци продолжува Драгоман Вадим од Молдавија. Првото коло може да донеси некои изненадувања, барем за оние фаворити што беа на хартија пред почетокот нова редовно коло. Добива совети таму молдавецот да продолжи со својата офанзивна тактика, би рекол, во оваа борба. Продолжува Вадим да атакува. Нов поен. Покажа повеќе квалитети и сигурно ќе знае да ја сочува оваа предност, но сега гледате и германецот дојде во позиција дури таму да го тушира својот противник, заработи сепак 2 поена. Дали ќе стане неизвестна оваа борба во финишот? Германецот Кох освои 2 поена. Како се осоколи германецот Кох, рекол во финишот, но Вадим не се дава. Освои контрапоен. Се повеќе гледачи во салата 25 мај. Радовишани се големи љубители на борењето и сигурно нема да пропуштат ваква прилика да го следат со внимание ова европско првенство. На повреда се жали германецот Марио Кох.
Се е во најдобар ред. Ке издржи оваа борба до крај. И прекрасно. Нов поен за Вадим. Сигурно ќе ја сочува оваа предност. Германецот некако доцна почна со својата офанзива и сигурно ќе бара шанса против некој друг противник да освојува поени. Тактички Вадим го чува своето водство. Ети официјалниот спикер сега го соопштува победникот од оваа борба што ја следевме. Драгомир Вадим од Молдавија го совлада копот Германија.